се наоѓаме тука пред просториите на Медија Принт Македонија, каде новинарите вработени во весниците Утрински весник, Дневник, Вест, Македонски спорт, Теа Модерна и порталот Телеграф денеска спонтано се собраа овде пред просториите, револтирани и затекнати од огласот што го објави компанијата Медија Принт Доел. Инаку се работи за компанија, фирма керка на Медија Принт Македонија, која што се формираше во февруари годинава, а која вчера објави оглас за вработување на 55 новинари или на вкупно 112 медиумски работници во овие весници што претходно ги споменав. Но оваа бројка е речиси двојно помалку од онаа која што бројка на работници која што во моментов работат во овие весници. За сега е неизвестно по кој критериум ќе се бираат вработените на новиот оглас и неизвестно е колку од овие вработени ќе успеат да се вработат преку новиот оглас. Инаку, според процедурите, вработените сега треба да дадат или да добијат отказ, па потоа повторно да конкурираат на огласот што го објави фирмата Медија Принт Доел. Ова практично значи дека многумина, голем дел од вработените кои што сега работат во весниците ќе останат без работа. Но повеќе за случувањата во МПМ и за следните чекори на новинарите предлагам да слушнеме од прилогот што следува. Продолжува голготата на новинарите вработени во весниците на Медија Принт Македонија. Неизвестноста сега се продлабочи откако новоформираната Медија Принт Доел, фирма керка на Медија Принт Македонија, вчера објави оглас за вработување на 55 новинари, 12 уредници и 6 главни уредници. Огласите се за весниците Дневник, Вест, Утрински весник, Теа Модерна, Македонски спорт и порталот Телеграф. Новинарите вработени во весниците се затекнати и стравуваат дека половина од нив ќе останат без работа. Од во објавениот оглас се бараат двојно помалку луѓе од тие што сега работат во весниците. И денеска сме затечени од информацијата дека треба да се конкурира, да се преде во некоја нова фирма. Значи станува збор за фирма која има речиси идентично име со Медија Принт, само се вика Медија Принт, не е Македонија и е регистрирана на домашна адреса на еден од менаџерите од Медија Принт моментално што е. Согнато дека МП има многу поиќе од 55 новинари, значи дека ќе се прави нова чистка на новинари. Тука сме да спречиме тоа. Да се бараат 55 новинари, таа бројка не е доволна за да продолжат да постојат сите весници да излегуваат во почетано издание. Значи не знаеме информација дали ќе продолжат како електронски медиуми, дали некој медиум ќе згаснува. Има само информација дека треба да се пријават на новата фирма, се бараат вкупно 112, мислам дека работници за сите позиции, од лектори, фоторепортери, уредници, а меѓутоа не е наведено за кои позиции ќе се конкурира и во кој формат ќе оди понатака ќе излегуваат весниците или дали ќе излегуваат воопшто. Новинарите велат дека за сега нема да конкурираат на огласот, се додека не добијат објаснување од менаџментот што ќе се случи со вишокот вработени, дали компанијата Графички центар, во која досега беа вработени, ќе оди во стечај. Те денеска се обидоа да се сретнат со менаџментот, но наидоа на затворени врати. Телевизија 24 побара став од сопственикот на МПМ Срѓан Керим, но не беше расположен да одговори на нашите прашања. Ајде ве молам, немојте да ми досаѓате, луѓе, имам работа преку глава. Лошата финансиска состојба во овие медиуми трае со години, а пред известен период новинарите излегоа и на штрајк поради неисплатени плати. Последна исплатена плата имаат за февруари. Во меѓувреме се случија и промени во сопственичката структура. Во февруари годинава Орка Холдинг на бизнисменот Орца Камчев излезе од сопствеништвото на фирмите кои се поврзуваат со весниците, а сега 100% сопственик на МПМ е фирмата Графички центар, чии сопственици се Телеграф и Мирекс на Срѓан Керим. Инаку, она што е како нова информација е дека попладнево представниците на синдикатот на новинарите од весниците од секторот за човечки ресурси добиле информација дека менаџментот ќе може со нив да се сретне дури следниот четврток. Но оваа понуда синдикатот ја одбил и побарал таа средба да се одржи побрзо, а во меѓувреме да се одложи конкурсот кој што го има објавено компанијата Медија Принт Доел. Но според информациите до кои дојдовме, уште на 17 март било поднесено предлог барање за отворање на стечајна постапка по која што судот веќе постапува. Инаку за подсетување, додека траеа штрајковите на новинарите во компанијата во МПМ, влегоа и истражители на специјалното јавно обвинителство кои тогаш изјавија дека се работи за предистражна постапка, но според информациите се проверувале трансакциите за партиските рекламирања во весниците.